библиотеката Григор Приличев, каде се одвива првиот ден од Караван фестивалот Сепак се врти. Тука сум со Наде Банишка, една од главните организатори на фестивалот. Како се чувствуваш за отварањето на фестивалот и викендите кои му предстојат? Здраво, се јавуваме сега од Охрид и сме многу весели дека моментално не грее сонце и се надеваме дека облаците над нас нема да ни донесат дожд. Но возбудливиот момент за денеска е дека всушност за прв пат можеби сме не само на време, туку пред време со програмата за некои ствари, иако после тоа нели секако се деси по нешто што не успори. Ама тоа мене ми е добар предзнак дека оваа година сме еден чекор понапред од колку што бевме лани и дека ова издание ќе го изгураме уште подобро, ќе можеби допреме до што повеќе млади луѓе, бидејќи одиме на што по експериментални места од колку што лани и да, мислам дека возбуда е главното чувство што ме води. Мило ми е што така се чувствуваш. Во твојот одговор даде и малку вовед за моето следно прашање, односно градовите каде сепак се врти ке се одвива годинава се Охрид, Кичево, Кавадарци и Скопје. Како овие градови испаднаа финалисти за овогодинешната манифестација на фестивалот и зошто се овие, како што каже и самата, експериментални градови? Лани тргнавме со идејата дека ќе идеме во тие градови каде што имаме некој локален соработник што знаеме дека веќе работи во полето на култура, бидејќи една од главните начала на фестивалот е дека треба да се искористи како алатка за ние да се вмрежиме меѓусебно сите што сме културни работници низ државата. Сите иницијативи што постојат во помалите градови да се допрат со нас и да соработуваме на овој еден настан и понатака да ги отвориме портите кон повеќе и повеќе соработки и годинава единствено во Охрид всушност имаме таков локален соработник, тоа се културолошката иницијатива 5 до 12, додека пак Кичево и Кавадарци уствари само, Скопје веќе сме си ние, немаме некој конкретно, нема некоја иницијатива таму што постои, која што конкретно не повлече кон тој град, туку идевме сепак по некоја географска распределеност и некој осет за како таа рута би идела во текот на фестивалот, иако морам да нагласам дека рутата првенствено беше со 6 града, како што беше и ланската едиција, но се скрати на 4 поради фактот дека не добивме финансии од Министерство за култура и туризам и решивме дека мора да го направиме на во некаков поинаков можеби формат, но дека мора да се продолжи тоа ние да одиме во нови и нови места и ако дури да нема никој во Кичево и Кавадарци сега што можеби е некоја заедница на луѓе што го прават тоа, надежно можеби со ова ќе се поттикнат некои млади луѓе да се вмрежат и да продолжат понатака да организираат ствари, како што на пример лани се случи после Сепак се врти, се појави нова иницијатива во Прилеп, која што почна да работи културни настани, така да се надеваме, не можеме да знаеме дали ние сме криви за тоа, ама се надеваме дека ја отвара темата едноставно за луѓе да се поентузијастични да пробуваат. Така, баш убаво што се отвараат нови врати со секоја нова иницијатива. Само веќе кажа малку за ова, но сепак ме интересира малку повеќе каква би беше соработката со локалната самоуправа во градовите, во новите градови каде што каже и самата дека нема други слични иницијативи. Каква би беше соработката во тие градови за фестивалот? Зависи од град за град. Јас бев вклучена лично во спремањето за Кичево и таму бевме на состанок со директорот на Домот за култура и бев многу позитивно изненадена искрено, бидејќи начелото по кое што они се водеа беше тоа дека кога станува збор за растани што не се профитни, што покажуваат некоја алтруистична перспектива и дека целта е всушност ширење на култура, а не правење на некаков профит, дека они секогаш просторот го даваат за беспари за користење, што како начело на директор на Дом на култура мене многу ми се допаѓа, бидејќи тоа треба да е некоја база од која што се трга, така да стварно зависи од град за град. Охрид исто така немаме некои потешкоти, особено бидејќи тука веќе има некоја развиена шема со нашиве партнери што се 5 до 12, а за Кавадарци таму идеше малце потешко, но имаме таму некој наш човек, некој што го познаваме, што го бутка тој процес за нас и полека но сигурно ги отвараме сите врати кои што ни треба да се отворени. Баш убаво. Кажа дека еден од начините со кои што се справивте со недостатокот на финансиска поддршка од страна на Министерство на култура е кратење на листата на градови каде ќе се одвива фестивалот.
Како на друг начин се справивте со тој недостаток, односно еден од тие начини нели беше и иницијативата Сепак се игра фудбал. Дали јавноста ја поддржува македонската алтернативна сцена на ваков начин, на финансиски начин? Јас би рекла дека и да и не, бидејќи има луѓето што го следат ова, се запознаени со тоа што се случува и од тие најчесто добиваме најголема поддршка и финансиска и било кој тип на поддршка, а има и многу луѓе кои што се уште едноставно не знаат дека ова се случува, не стига до нив и ние секако работиме на тоа да го приближиме тоа до нив, затоа мислам дека и Сепак се игра фудбал беше еден поразличен пристап што нас немаше никогаш да ни текне, али помладава генерација што се вклучени во организација го смислија, бидејќи сепак ние како музичари алтернативци и дечките што играат фудбал најчесто не сме исти кош на луѓе, ама тука некако се најдоа некои тимови кои што играа, кои што стварно беа луѓе што ние не знаевме кои се, туку си беа некои стварно тимови за фудбал што допревме значи до некоја друга публика. А поддршката финансиска што ја разработивме како можеби главниот концепт за како ова издание е финансирано е краудфандинг кампања онлайн која што ја пуштивме, односно може секој да донира онлайн преку iCrowd и бевме изненадени дека на почетокот многу добро тргна, многу луѓе во многу краток период сепак донираа, но повторно секогаш средствата се мањак, никогаш плюс, ние продолжуваме и на самите настани да имаме кутии за донации, каде што секој кој што доаѓа може да донира и всушност не само што може, туку ние ги поттикнуваме луѓето да донираат, бидејќи мора да се свати дека културата сепак треба да биде ценета, дури ако државата не истава цена, односно истава цена на тоа дека нема некоја висока вредност, треба барем заедницата да полека сваќа дека за да посети културен настан треба да даде некој денар, истите пари што би ги дал на пијачка или на кафе или на утакмица, може да ги даде за културен настан, што стварно ние сите пари кои што ги собираме ги враќаме назад кон организацијата, сите работиме волонтерски и сме повеќе од среќни тоа го правиме така. Како се одвиваше селекцијата на артисти за оваа година? И оваа година како и лани тргнавме првенствено од тие што се најмлади и најактуелни моментално на сцената. Сите што оваа година издале нешто, од постарите бендови гледавме тие што издале нешто да настапуваат годинава, а младите сите едноставно што свират моментално и се активни, ги повикавме, дури се побаравме некои луѓе што можеби никој нема чуено за нив, но постојат како бенд да им се даде шанса ова да биде можеби нивниот прв настап. Бидејќи целата на фестивалот е секогаш тоа да бидат млади, алтернативни музичари кои што работат авторска музика и кои што се залагаат за тоа што и ние се залагаме. Пред црквата Свети Канео пишува дека се забранети конфети. На што мислиш дека се должи тоа правило? Дали мислиш дека ова правило е испровоцирано од некаков инцидент? Искрено мислам дека сигурно, бидејќи знам дека прават свадби на Канео, така да сигурно некој испукал конфети и после тоа некој требал да ги чисти, но тоа мене ми укажува на неодговорноста на организаторот, бидејќи ако ти изнајмуваш одреден простор или користиш јавен простор, ти имаш должност после тоа да го вратиш во првобитната состојба, дури и ако можеш подобра состојба од која што е иницијално и затоа ние и секоја година и годинава поставуваме канти за ѓубре на секаде околу местото каде што се одржуваат настаните, бидејќи секогаш се на отворено, поттикнуваме на тоа луѓето да фрлаат ѓубре во канта и на крајот на денот тие што не биле поштени, ние ја работиме работата за нив, односно секогаш собираме се, бидејќи не сакаме да оставиме простор за луѓе да критикуваат дека младите не се грижат за околината и дека едноставно го взимаат нешто, го користат и после тоа го оставаат во полошо издание од тоа што го нашле, бидејќи јас сметам дека тоа не е така, барем за овие млади со кои што работиме ние, можам да гарантирам дека не е така. Се согласувам. Во минато годишниот разговор со Мартин Џорлев за фестивалот, тој сподели дека главната лекција која сакате да ја научите за оваа година е подобра комуникација. Дали мислиш дека дали според тебе таа мисија е постигната и според тебе кои се нови предизвици со кои се соочувате оваа година? Па јас би рекла дека до некаде сме подобри во комуникација од лани дефинитивно, ама комуникацијата е нешто на што може за секогаш да се работи, бидејќи сите ние сме луѓе кои што се менуваме, потребите се менуваат, карактерите константно флуктуираат, така да секогаш може да се подобрува комуникацијата, но би рекла дека за
годинава имавме можеби поголеми проблеми пред нашите очи за да се фокусираме на тоа. Прво финансискиот аспект дека не добивме поддршка од Министерството за култура и таа е една потреба да најдеме друг начин да се финансираме. Но и самиот предизвик на тоа дека одиме на градови каде што немаме локален соработник, што ни отвара други логистички прашања, мора ние да одиме на терен неколку дена претходно да се подготвиме, да видиме каква е ситуацијата, но тоа за мене се барам некој дури и убави предизвици да се имаат, бидејќи си ја шириме заедницата, но не знам, прв ден е. Јас мислам дека многу ќе дознаеме други проблеми што ќе се појават во текот на месецот, бидејќи лани ако бевме од 2 недели, сега сме тек на цел месец, така да има повеќе простор за и нешта да се подобрат и да се влошат, али одиме кон подобрување. Со секоја година колективот на Гола планина се зголемува, а со тоа и бендови под капата на мртов конј. Како се справувате со зголемениот број на членови? Дали станува полесно или потешко за организирање настани? И полесно и потешко, бидејќи од еден аспект полесно, бидејќи имаш повеќе луѓе и имаш повеќе бендови од кои што можеш да бираш, но од друг аспект е потешко, бидејќи тој момент со комуникацијата се повторно многу повеќе заплеткува едноставно. И со недостаток на време, едноставно сите сме многу зафатени и не можеме секогаш да си дозволиме да седнеме физички да го направиме муабетот што треба да го направиме и се сведува на пораки. И тука со повеќе луѓе кога имаш групен чет, тоа станува многу похаотично, но мислам повторно дека ова е од убавите предизвици, бидејќи има луѓе годинава што се вклучени во организација што претходната година не беа. Ги имаме и децата од големата вода и Персеида што самите организираа фестивал пред некој месец рестарт во лабораториум, што сега се вклучуваат и во организацијата на Сепак се врти, што за мене е една убава школа, бидејќи тогаш они кога го правеа, едно е чувството кога го работиш сам, друго е кога го работиш во тим со некои постари кои што веќе имаат некакво искуство. Мислам дека се создава простор за еден менторски процес и една од главните ствари што ние секогаш се надевавме дека ќе се случи е тоа дека константно ќе има нови деца кои што ќе доаѓаат и сега веќе мислам дека може да спиеме мирно дека тоа се случува и така да што и да се проблемите што ќе произлезат со тоа, сум среќна да се справиме со тоа. Мило ми е што ја слушам оваа позитивна перспектива. Кој бенд си највозбудена да го слушаш оваа година? Тешко е тоа прашање, али еве ќе почнам од денес, бидејќи град по град ми е главата ме наподелена. Вечерва Алембик сум највозбудена да ги слушам, бидејќи нивниот нов албум многу ми се прилепи до срце и би сакала да го чуем лајв и сега на Тонска беа прекрасни. Времето да издржи и се да биде прекрасно и ќе ми се исполни душичката и срцето. Кои се твои предвидувања за наредното издание на фестивалот и која е лекцијата која ќе ја понесеш со себе за наредна година? Истата лекција што секоја година учиме, мора порано да се почне да се планира и да не се подпираме, тоест да создадеме систем каде што ние можеме да го изведеме фестивалот и без поддршката на Министерство, бидејќи очигледно не можеме да се подпреме на тоа, ние се стремиме кон тоа сме независни, а тоа да се подпираме само на тој извор на пари повторно не прави зависни од некој, не само од некој, туку од државна институција. Така да се надавам на тоа дека после ова издание всушност ќе седнеме и ќе направиме некаков план како во текот на годината ние ќе генерираме некаков фонд што ќе обезбеди дека следното издание ќе биде во фул, односно ќе бидат 6 града или дури да не е 6 града, окей, ако дознаеме годинава дека 4 града се всушност и за публика и за луѓе и за нас подобра варијанта, ама тоа што ќе го замислиме да го едноставно оствариме. Фала ти многу, Наде. Ти посакувам и на тебе и на целиот Гола планина колектив убава и инспиративен, односно убав и инспиративен остаток од овој фестивалски месец. Фала ти, Хана, знам дека се гледаме на терен секако, така да убав провод и до тебе и сите од Култура Бета и нашите слушатели. Фала ти.